Уште само 3 лица кои се здобија со посериозни телесни повреди во пожарот во Пулс се хоспитализирани. Нивната состојба е релативно добра и тие не се во животозагрозувачка состојба, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски при неговата посета на општата болница во Кочани. Ме радува да спомнам дека за неколку дена бројот на повредени што се хоспитализирани се намали на тројца. Двојца пациенти се пуштени на домашно лекување, еден пациент од Истанбул се врати на 27 и тој е на домашно лекување и еден пациент од клиниката за пластична хирургија исто така е пуштен на домашно лекување. Значи во моментот останува на лекување во болнички услови, еден повреден во Истанбул и два повредени во Аџибадем Систина. За жал се уште двојца се во тешка, не е критична состојба, во тешка состојба и се надевам дека и таму борбата ќе биде успешна и ќе излезат заздравени. Надвор од тие тројца што се на болничко лекување, двојца се уште имат потреба од повремени интервенции, бидејќи имат отворени рани, тие ќе бидат третирани и тука во Кочани и Фондот за здравствено осигурување ги покрива контролите за 6 пациенти во Пирогов болницата во Софија. Имавме чест да дојде Јан Пронкс, кој е познат пластичен хирург од Белгија, кој правеше проценка на повредените со изгореници на лице, на врат и на шаки. 18 повредени, бидејќи овие се најсензитивните повредени на кои им треба подолготраен третман понатаму. Директорката на општата болница Катерина Мирчовска нагласи дека се следат комплетните препораки на специјалистите во третманот на повредените. Ќе бидат вклучени и дерматолози за третман на лузните на кожата од повредите. Силиконските маски кои што кај дел од повредените за лице и за врат беа изработени со 3D скенирање и со 3D принтање во Германија. Значи веќе се изработени и се пристигнати во Хрватска, направена јавна набавка и истата е завршена во Кочанската болница и се очекува во наредниот период да ги добијат повредените, значи кои што има потреба посебно со лузни на лицето и на вратот. Остануваме отворени понатака за соработка со специјалисти кои што ќе ни покажат во наредниот период што понатаму треба да следиме. Компресивните облеки ги добија, процесот како што кажа директорот не завршува, за 6 месеци ќе имаме повторно набавување на компресивна облека, такви се препораките и ние ги следиме препораките. Хипербарна капсула ќе биде во функција бидејќи беа на обука специјалисти од физикална медицина и физиотерапевт беа на обука во Шпанија и планираме да ја сместиме во новите простори на физикалната медицина. Во меѓувреме, во одморалиштето на Министерството за внатрешни работи на Пониква заврши проектот за рехабилитација на повредените и тој е оценет како успешен. Таму беа во 4 групи, беа официјално беа на третман околу бројка над 90 значи повредени кои што во различни, бидејќи не се работи значи за затворен тип, не се работи за болница, се работи за одморалиште, значи ние го именувавме како центар за рехабилитација, меѓутоа официјалното име е одморалиште. Беа вклучени доктори од клиника за пластична хирургија, специјалист физијатар, физиотерапевти, медицински сестри, комплетен тим кој што им беше потребен значи на повредените. Она што беше замислено на почеток, истото се оствари, значи беше малце поинаков тип на терапија во однос на тоа, во однос на нивните претходни работни обврски, во однос на нивните капацитети, значи се беа вклучени во групни спортски активности, во однос на бидејќи имавме и музичари кои што беа во дел од повредените, значи за нив имаше посебен тип на терапија, нив требаше да ги вратиме повторно на инструментот кој што претходно го свиреле. Исто така и за студентите, значи беа направени напори да се излезе во пресред на нивните потреби и можности.
По завршувањето на проектот, генерално добиени се позитивни критики и од страна на повредените, но и од страна на сите кои беа вклучени во неговата реализација. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.